ќе се контрактираат стомачните мускули и тогаш он веќе спремен да почне со рацете да се и телото да се врти налево надесно, а вртењето, твистовите, односно не треба да бидат неконтролирани, треба со контрола да се изведуваат, да бидат кратки и отсечни и со самото тоа се опфаќаат страничните мускули, а исто така доколку е убаво позиционирано телото, може да се фатат и горните и долните мускулни стомачни. Оваа вежба може да се изведува со помош од тегови од 2 кг, 5 кг или 10 кг, во зависност од физичката подготовка на вежбачот. Како што може да видите на сликата, за што ви зборев, за ако нозете се исправени на подлогата и само се прават твистови, еве доколку вежбачот е со некоја слаба физичка подготвеност, ги става нозете под некоја потпора и само прави твистови. Може да интервенирам? Првиот слайд? Да, Никола, супер до сега. Само првиот слайд ако може. Кога учевме терминологија, како ќе опишете оваа вежба каде што е горе пишо how to do Russian twist и move 1, така? Првино што почнуваме? Има некоја идеја? Терминологија поминавме. Никола супер презентира, значи немам замерка, само да напоменам што би можело да интервенираме, нели? Ајде, јас ќе помогнам. Значи човекот е во седење, така? И затоа ја учиме терминологијата за да може да не е овако Никола, ова е кон сите, за да може да знаеме како да објасниме вежбата. Нозете се подигнати од подот во предножување, благо свиткани во колена, така? Рацете се вкрстени или не се вкрстени на гради, може и така. И сега кога ги правиме овие твистови што ги кажува Никола, терминолошки што правиме всушност? Засук. Ке имате вакви прашања на испит. Значи ние правиме засук на лево и засук на десно. И веќе сте објасниле вежбата. Тој што знае да го направите. Може ротација да се каже? Ротација може, ама терминологијата на движењето, ако јас стојам вака и се завртам на едната страна, е засук. Значи ние ја користиме таа терминологија, кажувам, ротација е и во колкот кога одам на напред, во длабок предклон, тогаш има ротација исто во колкот, со тоа што е во предклон. Нели? Инаку може, да, секако. Никола, повели. Следно за пленк или кажано на македонски штица. Оваа вежба исто така се користи за загревање, каде што овозможува целото тело да се загрее, опфаќа голем број на мускулни групи, како што може да видиме на сликата, абдоменот во главно, квадрицепсот и рамото. А исто така, доколку е нели во правилна положба телото, ќе го фати и грбот. Главата мора да биде во неутрална положба за да се осети контрактот на абдоменот и затегнувањето на телото. Следниот страничен пленк. Страничниот пленк се изведува така што се поставува десната рака или левата, во зависност од која страна ќе се изведува. Нозете се исправени, телото мора да формира права линија и во страничниот пленк ни се фатени страничните мускулни групи, од кај стомачните, исто така добра вежба за обликување и ни ги опфаќа квадрицепсот. Исто така оваа вежба служи и за силина. Може да кажеме дека мала интервенција да core stability подобрува и секогаш гледајте ги дека долните мускули, Никола имаш време да се спреми за следниот слайд, долните мускули се тие кои што работат секогаш.
Значи овде е ставен rectus femoris, но негова основна функција не би било тука, туку негова основна функција би била, значи, да, обликвус мускулите, на стомачните или мевните мускули, но секогаш гледате се, ја покажам со маусот, ама не е тоа мој маус. Не можем да, ако гледате од долната страна, каде што, значи, како изгледа човекот, десна, негова десна линија, таа што е насочена кон подот, тогаш тие мускули се вклучуваат. Тие треба да го задржат сводот секогаш. Нормално се вклучуваат и другите, но овие се најактивни. Врати кај мевните горе кај задржувањата. Супер. Може да се користите и не сега, него во иднина, користете се слободно македонска литература, го обогатувате речникот. Например, во било која од овие варијанти работат мускулите од предната страна на телото, затоа што тие се тие кои што треба да го задржат телото да биде во стабилна состојба. Значи грбот може да видите на долната слика, третата, грбната мускулатура не се вклучува толку. Да, може би во некоја стабилизација, но напред се вклучува се. Тука имаме чисто вклучување на квадрицепс, на мевна мускулатура, на тибиалис мускулите што се од предна страна на подлакт. Да, раменски појас и слично, дури вратот, долниот дел од вратот. Уствари овде, пошто нема централен подпор, ќе биде горниот дел исто е вклучен, не е обоен, но сакам да кажам дека секогаш сводот што е под телото, таа мускулатура што е, значи, кон подлогата, таа секогаш работи. Таа е активна мускулатура. Супер, Никола, можеме на следно. Ако си спремен. Следно ни се side plank облик кранчови, или кажано страничен пленк со кранчови за обликување. Овие кранчови... Чекај, што се кранчови? Она традиционалното стомачни што се, оние општите стомачни што се изведуваат само на страна. Океј, и стомачните, рековме, сега не е корекција кон Никола, извинете се уфрлувам, ама добронамерно е се, за да може аудиториумот да не разбере. Стомак вежбаме желудник, а со мевни мускули се нешто друго, но во рете, сега те разбравме, значи странични задржувања за мускули кои што се изведуваат со класични стомачни мускули. Супер. Истата позиција е како страничниот пленк или страничната штица. Се прават кратки подигања на телото нагоре и враќање на телото во почетната позиција надоле, кое што овозможува за обликот да се испакне хипсот, на македонски хипс, колко, да. Значи за облик се однесува на мускул обликвус, тоа е абдоминал обликвус најверојатно, затоа што он е страничен мускул таму, па затоа за него се однесува. Супер, поентата е, да, кои мускули се вклучени, да видиме примерчиња на вежби, одлично. Следно ситец сизор кик или ножички, кое што од седечка положба, кое што се изведува што исто е телото како кај руските твистови, телото во коса положба, нозете се подигнуваат нит горе, нит доле, туку се наоѓа некоја средина, кое што ќе се осетат стомачите дека се контрактирани и со нозете правење ножички налево надесно, односно контраправец, се осеќа работата на долните стомачни мускули, доколку за почетници рацете, како што можеме да видиме на сликата, се поставуваат поблиску, но доколку веќе е некој повеќе физички подготвен, рацете ќе ги постави подалеку или доколку може да ги задржи над телото. Супер, чекај. Ова е терминолошки позиција која? Опирање во седење. Штом ги допира рацете на под, тогаш е опирање во седење со нозете во предножување и алтернативно или наизменично се подигнуваат во
лева предножи, десна заножи и така натаму. Дали учествуваат мускулите од нозете тука? На Не квадрицепсот доколку Не мора за Никола, прашањата се за сите, но да, ајде. Никола, повели. учествуваат квадрицепсот, но доколку само нозете се во таа некоја си средина. Затоа што Ај вака, еве вака прашање од сите. Колената се фиксирани. Дали учествува квадрицепс тука? И ако учествува, кои глави учествуваат? Дали сите или не? Некој? Некоја? Треба да знаеме како ги задаваме вежбите. Учествуваат. Кој? Па Кој? мислам дека најгорната глава. Која? Вамо кај што му е косата? Или од квадрицепс? На ногата најгоре. Ајде, како беше анатомија полагавте? Ректус феморис. Замисли на лекар отидеш и тој кажува, бе, тука нешто ова што е врзано со мочен меур, тука ти е проблемот. А тоа се вика бубрек. Да, во оваа ситуација, ако коленскиот зглоб не се придвижува, тогаш може би има стабилизација на трите глави што одат преку колено, но многу учествува ректус феморис. И овде, всушност, вежбава е најмногу за оваа мускулатура. Затоа што тие се ректусот е еден од поголемите флексори во зглобот на колкот. И уствари, не сум сигурен дали единствен, најверојатно абдоминалните преминуваат исто така, кон фемур, но ректусот се активира. Овде најмногу. И сега Никола во право е рече долната мускулатура, но вие ќе почувствувате дека има контракција или напнатост на целиот мевен дел од мускулатурата, затоа што они се во стабилизација другите вежби. И сега на крај кога ќе дефинираме, тогаш се излегува дека да, вежбата е за ги вклучува мевните мускули, но е вежба за флексори во зглоб на колк. И сега што спаѓа под флексори на зглоб на колк, од анатомија можете да видите. Океј? Следно, Никола? Супер да сега. Следно ми се Spider-Man plank или како што е напишано на сликата, plank knee to elbow, Колено до лакт. Лактот. knee to elbow. Ова представува ефикасен тренинг за стомачните, кои што се приклучени истите групи од обичниот пленк и тука само се зголемува интензивноста на работата на абдоминалните мускулни групи и така го зајакнува стомакот, така се зајакнуваат рацете, грбот, нозете, градите. Се изведува така што коленото треба да дојде до лактот и може да се изведува со брзина или со од 1 до 10 по 10 повторувања од секоја нога, но препорачливо е да се прават побрзо, така се зголемува и подвижноста и некој баланс се наоѓа и некоја издржливост. Добро, со брзината колку брзо да се придвижува, прашање што сакаме да направиме, но добро, битна не е вежбата изведба. Океј. Ова alternating heel touches или наизменични допири на петиците. Супер. Каде што главата ни го држи телото одвоено од земјата. Целата вежба е фактички се наоѓа тој баланс со главата, доколку главата ни е навнатре кон градите, ќе се осети таа контракција на горните абдоминални мускулни групи и со самото лево-десно допирање, неизменично допирање на петиците, возможува да се вклучат овие мускули групи, а исто така и предните мускулни стомачни групи, исто така е добро за
Стабилноста, флексибилноста во колковите и долниот на грбот може да се изведува од 20 до 30 секунди. Овој терминолошки би било, ако вратиме, човекот е во седење, стопалата се нели на под, колената се благо свиткани, на еден прави отклон на десно, пробува со десна рака да допре десна пета, на два прави отклон на лево, пробува да допре со лева рака лева пета. Океј. Следно, значи отклон. Следно е heel touch или кранчови, но овие се кратки кранчови кои што возможуваат зацврстување на горните и средните стомачни мускулни групи. Може да се изведуваат со нозете на подот, кои што се во свиткана позиција, кои што формираат некој си агол, или доколку веќе со поголема физичка подготвеност, нозете може да се стават во виз, како што е на сликата представено, или пак да се подпрат на некоја коцка или подлога, која што ќе овозможи допирање на петиците и некоја стабилизација. Следно ни се plank step up или од plank во склек. Ова овозможува исто како обичниот plank зацврстување на стомачните мускулни групи, каде што се вклучуваат нозете, грбот, рамото, рацете. Се изведува така што се почетна положба е од склек и се спушта вежбачот со едната рака надоле, потоа и другата ја пушта, со другата се спушта надоле и така наизменично до 10 повторувања, доколку се работи на таймер може од 20 до 30 до 45 секунди. Океј, стоп, чекај. За интензитетов не коментирам сега, затоа што тоа уште не е рано да коментираме. Прашањето е секогаш зошто толку таков интензитет, например, или број на повторувања како што се препорачува. Така да за секого е различен тој и сега во моментов Никола го кажува, да, но тоа е некој искуство од кој што се вежба, но не значи дека сите може тоа да го направат и не значи дека сите треба толку, можеби некој може повеќе, некој може помалку, или може и вака да го поставите прашањето, можеби некој треба повеќе, а некој треба помалку да направи. Значи тоа е многу деликатно кога се задава. Не може истиот интензитет да се задава за сите. Терминолошки морам да интервенирам, значи првата слика најдолната, тоа е опирање предно во лежење. Што е опирање предно во лежење. Склек е доколку на првата слика ги подвитка зглобовите, значи ги придвижи градите кон долу. Тогаш ќе биде позиција на склек. Дали ќе биде полн склек до долу, дали ќе биде полусклек е нешто друго. Но ова на првата позиција е опирање предно, не е склек. Склек е значи долу кога ќе дојдете. Сега ние викаме склекови. Склекови е кога работи од почетната положба, како што оваа на сликата, па долу до некоја позиција на склек. Затоа ги нарекуваме склекови. Инаку ова не е склек, ова е опирање предно. Чисто да знаете, затоа што утре ќе имате искуство и ќе ви кажат, чекај, ова не се склекови, а склекови се нешто друго и да имате одговор на тоа. Да, второто е од позиција опирање предно се спуштам на лакти, лева рака, десна рака и правам повторно задржување. Не правам планк, затоа што пленкот е задржување или штица или како сакате крстете го, но тоа може да биде странично наназад, например не видовме ни една вежба за наназад, најверојатно ќе има. Значи тоа се во англиска терминологија planks или планкови, еве ние ги преведуваме грубо, не е баш најдобар преводот, или се задржувања. Значи овде човекот работи задржување во опирање предно. Колку и да ви делува нелогично, ама описно е. Многу подобро и имаме, пошто вака пленк, мислам, разбирам, тоа така се користи, модерно е и многу е поедноставно, ама убаво е да се задржиме наш речник на нештата, затоа што така се обогатува фондот на јазикот и едноставно се задржува. Инаку ќе почнеме како индиците. Индиците во школа учат на англиски јазик и они зборуваат сите перфектно англиски. Добро, следно Никола, супер е да сега, браво. Plank walkout или
од положба пленк само со подвижување на лактоидите. Презентацијата ќе терам со пленк, па после дутре ќе се оправам. Добро, ние ќе го преведеме. Ајде потом. А, Како што може да видиме на сликата, почетна положба се завзема како за пленк и почиња движењето на, како да сум ја утнал сликата. Професоре, погрешна слика сум стел тука. Да, горната ја гледаме. Така? Да. Како што може да видите, само треба да се подвижуваат лактовите нанапред, наназад, од 2 до 3 подвижувања на лактовите и кога ја почне да се подвижуваат лактовите, може да се осети веќе тоа затегање во абдоменот, каде што ги опфаќа сите мускулни групи од раце, стомак, нозете, исто така и главата треба да биде во... Значи, прстите, стопалата и лактите се на иста позиција, така и само имаме помрднување на телото, така? Да, од Напред лактовите. и назад. Да. Добро, окей, ако на тоа се мислеше. Следна? Крос кранч или X стомачни. Добро. Што се изведуваат, почетна положба ни е телото е легнато на земјата, нозете формираат некој агол, главата ни е подигната и од оваа положба телото не се спушта надоле, со рацете поставување на спротивната нога наизменично, колку е можно побрзо, толку поголем ефект ќе има. Се осеќа затегање на горните и вторите мускулни, на вторите и првите стомачни мускули. Добро, супер. И за обликување или затегање на стомачните. Добро. Следно? Bicycle crunch или велосипедски стомачни. Добро, изведување на мебни вежби за како преку возење на велосипед. Добро? Во седење. Телото, почетна положба ни е, телото ни е легнато, грбот притиснат рамно во подот со главата и рамената се малку одвоени од земјата. Не треба да се допираат на земјата. Рацете се ставаат позади главата, но не се допираат, негде до ушите може да се каже дека се поставуваат и нозете се креваат во некоја средина, кога вежбачот ќе осети веќе контракција на стомачните мускули, ги затегнува и со лактовите се допира спротивното колено, а колениците се приближуваат навнатре кон градите. Значи, едноставно би било дека во лежење нозете се подигнати, дланките се од прилика може да бидат преплетени или не позади тил, нели, да не објаснуваме дека се вкрстени, дигнати, пренесени позади, туку преплетени позади тил, веднаш се знае зашто се зборува и на еден лев лакт оди кон десно колено, на 2 почетна положба, на средина, на 3 десен лакт оди кон лево колено. Така некако, на брзина. Да, и ова е така едно од најтешките вежби за стомачните мускули, но едно од најдобрите, каде што има најголем ефект доколку се изведува правилно. За почетници би било од 8 до 10 повторувања, но за некој веќе што е повеќе физички подготвен, може да изведува и од 20 до 30 секунди. Добро. Дискутабилно е тоа, но во ред. Бридж или мост, почетна позиција ни е телото, главата ни се на подот, во мирување, нозете го формираат тој агол и со подигање на задникот, на карличниот дел, Или задниот, кон нагоре, надоле,
се осеќа затегање во задникот, но исто така и може да се осети тоа ојачување на мускулните групи како затврстување, доколку се изведува правилно. А доколку се осети некоја болка во грбот, нозете се поставуваат на поголема оддалеченост, доколку со физичка подготвеност некој вежбач поголема, може рацете да ги постави испружени наназад и само го подига телото. Во оваа вежба се активираат, како што може да видиме на сликата, претежно квадрицепсот и задниот дел, но исто така препорачливо е, како што до сега знам, како што имам читано, дека после вежбање на стомачните мускули на предниот дел, препорачливо е да се вежба и едно до две вежби за задниот дел. Добро, супер. Овде ќе интервенирам само дека како што може да видите на сликата, вклучена е мускулатурата од задниот дел од телото. Зошто? Затоа што, како што кажав, сводот од оздола, кога правиме вежби кои што нели се низ цело тело или ајде задржување или планкови, тогаш мускулите кои што се од оздола, тие се вклучени. Доколку бевме завртени нанапред во позиција на нели опирање предно, тогаш ќе беше мевната мускулатура и се што е од напред на телото, овде од задниот дел на телото. Оке, инаку може, ако не сакате да кажете задник или карлична регија, може да користите глутеални мускули, да ги покажете, нели, ќе покажете дека и знаете за која мускулатура е поврзана во тој дел, значи која е распространета во тој дел. Добро, Никола, имаш уште нешто? Па тоа е, фала ви за вниманието. Ви благодарам многу, супер објаснето. Прво презентирање ми Фала и на беше... тебе, колега. Фала, колега, супер беше. Да, како Никола, прв пат? Прв пат презентирам, не сум имал до сега прилика да презентирам. Одлично, баш ми е драго и супер беше. Сега, само ќе ги поминеме од оздола вежбите и бројте ги вие, јас ќе ви кажувам. Значи, првата вежба е, да кажеме, заден дел, кај што се вклучува грбна мускулатура, глутеус, бицепс феморис се вклучува и така натаму. Оке, идеме слайд број 14. Мевни. 13. Слайд 13. Мевни. Слайд 14. Мевни. Слайд 11. Нагоре тере ги, назад враќај ги. Мевни. Следно. Мевни. Број 9. Мевни, шеста вежба, следни. Мевни, седма вежба, добро, број 7. Мевни повторно, број 6. Повторно мевни, ама странични, ајде, нема да ја бројам. Број 5. Океј, тоа е истото. Број 4. Мевни, број 3. Значи 10 до сега. Russian twist 11 мевни. Океј, следното. Број 2? Нема толку. Толку се. Океј. Значи, од ова што го покажа колегата Никола, може да сватиме дека генерално оваа програма е насочена за која мускулатура? За мевната мускулатура. Така. Програма, постојат и други видови на вежби, програми или избор на вежби, всушност не зборуваме за програма, туку не избор на вежби. Постојат избор на вежби кои што може да бидат само за горниот дел, рацете, раменскиот појас, вежби кои што може да бидат само за долниот дел, значи нозете, но постојат и група на вежби кои што може да биде комбиниран, нели? Раце, нозе и тело. Што ќе одберете зависи од тоа што сакате да направите. Па, например, некогаш треба да се направат вакви тренинзи кои што ќе го опфатат мевниот дел или трупот и мускулите на трупот, заради икс работи, не знам, фудбалери користат многу абдоминални вежби за абдоминални мускули, затоа што доколку не се силни, не сме да се претерува, нели? Доколку не се силни, има големи едноставно при шутеви и стабилизација на топки, примање на топки и слично може да настане повреда на абдоменот и да настанат оние херни или нели кинење на мускулно ткиво. Абдоменот е слаб,
филолошки гледано, значи антропофилолошки гледано, мускулатурата на абдоменот е меѓу послабите, има слаби точки, тоа може мислам дека по анатомија го имате учено, кои што се може да настане руптури или кинење на мускулите и да се појават така наречени хернии или кила. Или во фудбал ги нарекуваат препони опериран, значи препона е нешто тотално друго. Но поентата ми беше да посочам дека оваа програма, не знам Никола дали ќе се сложи, според мене е насочена кон обработка и трансформација на силовите способности на мерните мускули. Никола? Да, па и ова се прилично истите вежби што ја ги правам за стомачните мускули. Добра, супер. Значи ова е, може да дефинираме дека е избор на вежби кои што работат за се однесуваат на стомачните или мерните мускули. Супер, Никола, благодарам уште еднаш. Може да ни го ослободиш екранот и Љубомир ако е спремен, многу накратко, бидејќи ни помина, знам дека ќе помине, гледате колку време треба, од планирани 10, ќе поминате повеќе. Да. Каде треба да се исклучи? Да, ќе мораш да ни направи стоп шер горе некаде треба да е во зелениот екран со маусот помини. Чекај да видам дали можам ја да ти исклучам. Do you want to continue? Да. Можем. Ти исклучив? Чекај. Да. Добра. Никола, пардон, Љубомир, само ни интересираат вежбите да ни ги поминеш, како вид на вежби постојат и мислам дека Љубомир има избрано вежби кои што се изведуваат во теретана. Че овие на колегата Никола беа вежби кои што можете дома да ги изведувате, не ви требаат никакви справи. Едноставно со сопствено тело вежби и се ефикасни за тоа што треба да го завршат. Тоа е трансформација на мускулната сила, на силовите способности за мерните мускули. Може Никола? Љубомир? Здраво на сите. Не знам дали го гледате фајлот пред се. Не, го гледаме Windows Explorer-от. Најверојатно цел десктоп ако шернеш ќе биде поедноставно. Еви ја користам интернационализми, шернеш. Поделиш. Сега дали се гледа? Супер, гледаме. Добро, супер. Значи вака сите може дел од нас сме биле во теретана, може не. Треба негде да се почне или го се вежба, не е препорачано одма да се скокне на вежбање, препорачано е секој пат да се загрее клиентот или вежбачот се едно. Дур се загрева на некој од справите за кардио како што е точак, степер, орбитрек, дури и лента, се мести на ниска брзина, не подолго од 10 минути, за да се спреми за вежбање. И за тоа време се прави некој си план на вежбачот, дали има некоја повреда, дали претходно има вежбано, дали ете оперирал нешто и така натака. Секој пат се започнува, кај женските претежно се започнува од долниот дел, од нозете, затоа што најмногу сакаат нозе и глутеус да вежбаат, кај машките претежно се започнува од горниот дел и тоа е така затоа што женските се посилни на долен дел, машките се посилни на горен дел. Прва вежба која што најчесто се дава е лат машина за грб. Значи се седнува на машината, се фаќа шипката во ширина на раменици или малце пошироко. Рамениците се спуштени и се влече со плешките на кај горниот дел од градите. Ова е прва вежба, а втора вежба... Добро, само малку оставија. Зошто се нарекува лат машина? Затоа што вклучува анатомски која мускулатура, не мора колегата Љубомир, може и некој друг да се вклучи. Кој мускул е најмногу може да видите на сликата? Од анатомија, кој е оваа мускулна група или мускул, всушност не мускулна група? Латисимус дорси. Точно, латисимус дорси, затоа се нарекува лат машина. Со тоа што има многу вариации, например со потфат, со надфат. Веќе ви е јасно што кажувам, така? Не мора да ви покажувам што значи потфат, надфат, знаете од гимнастика. Еве, без покажување, без објаснување користиме терминологија. Супер, следна, и уште ова може да биде, значи предгради,
Пардон, пред глава, позади глава. Значи кон тилот или кон градите да оди. Еве 4 основни варијанти. Да, и следна вежба е лат машина позади глава, сега пред малку што ја спомнав. Се извинувам. Од кога нема на што. Од кога ќе се заврши со грбот, преминуваме на пресата за гради, не е нешто комплицирана. Се седнува претежно овдека доле треба да има као ногарка за да се притиснат рачките на напред, да се намести вежбачот пубаво и се отурнува со рацете на напред и се враќа скоро до гради. Овдека се опфаќаат пекторалните мускули. Следна е пекдекот. Значи пекторалните се градна мускулатура, одлично. Да. Следна вежба е пекдекот. Се седнува, се фаќаат рачките, овие рачки овдека што се, и само се повлекува на напред. Пожелно е секој пат го се вежба во теретана рамениците да се подспуштени, да не се кренати нагоре, затоа што тогаш веќе се вклучуваат други мускулни партии. Во гради дури на преса, ако се подкренат рамениците, ќе се вклучи повеќе рамото отколку градите, така да тоа е многу побитно. После тоа се премина на тегови со ротација за бицепс. Од кога ќе се заврши тоа се оди на тегови чекич, исто за бицепс. Значи ова би било терминолошки, да се извинам, фала. Терминолошки би било дека работиме што? Свиткување во зглобот на лакто, така? Имаме некоја тежина и ако е првата варијанта ете со ротација или како ќе укрстиме, значи ова е флексија, имаме не е отклон, туку е свртување. Буквално, добро, на македонски, или ете ротација, а втората варијанта е каде што продолжи Љубомир, се извинам. Втората варијанта е чекич или тегови чекич е наречен, значи само се како што ги држиме теговите, само ги придвижуваме нагоре. Се движи долниот дел од раката, од рамото до лактот раката е фиксирана, не се движи тој дел. После тоа се иде на преса за трицепс. Не е нешто комплицирана, се седнува, се фаќаат рачките и се отурнува со дланката надоле за да се фатат мускулите на надлактот трицепс. После тоа се преминува на лат машина за трицепс или кабел крос, зависи, секаде различно е. Сега вака и тука, значи ова супер мускулите кои што учествуваат тука не значи дека е само трицепс. Туку учествуваат екстензори во зглоб на лакт. Но на некој начин ние пробуваме доколку успешно изведеме вежбата да го изолираме баш трицепсот само. Бидејќи кога работиме вежби за бицепс што ги нарекуваме, не се вклучува само бицепс на надлакт, туку се вклучуваат уште две или три мускулни групи. Затоа што тоа се флексори во зглоб на лакт. Чисто да имате во предвид. Сега, оваа анатомија, например, бодибилдерите многу добро ја знаат и многу добро знаат како да се наместат за да може да го изолира само, например, тој мускул колку што може повеќе, па доколку му фали, нели, како што на некој спортист му фали брзина или издржливост и ја тренира само таа способност, па бодибилдерите пробуваат да ги изолираат оние мускули кои што не им се многу изразени, а треба заради надпреварот, значи да бидат поефикасни во изведба на вежбите. Во ред? Може? Следна вежба што исто така се дава е преса за рамо или за предно рамо. Се фаќаат рачките малце пошироко од рамо и се отурнува нагоре со рацете. После тоа се преминува на лат машина или машина за оде грешка. Машина за летање, ова е за латерално рамо или средно рамо. Вежбата исто како самата машина си кажува летање се изведува, ништо комплицирано не, се спушта скоро до доле и се крева нагоре до висина на рамо. Затоа што ако се крева повисоко од тоа нема никаков ефект. Кои мускули се вклучуваат? Мускулите на раменскиот појас или анатомија ако разгледуваме? Не мора Никола, не мора Љубомир.
делтоидни мускули, така? Па имаме тамо преден, среден, во ред, добро. После тоа се преминува на нозе. Некогаш се дава Смит машина за нозе, затоа што е многу едноставно, овдека нема движење на телото напред-назад, туку само овдека има куки на самата шипка, што мора да се тргнат и се чучнува надоле. Некој не може да чучне до доле, така да доволно е да се чучне до половина, како да се обидувате да седнете на столче. Овдека се фаќаат повелете? Не, викам супер. И се завршува на крај со шут машина. Овдека е исто како да треба да шутнете топка, само истовремено се извршува со двете нозе. Значи во оваа варијанта кај шутна машина, каде што ја пише на вежбата број 12, се вклучуваат кои мускули? Екстензори во зглобна колк. Пардон, на колена, кај го најдов колк. Значи екстензори во зглобна колена. И тука екстензори се и оние кои што се над колениот дел и оние кои што се на подколениот дел. Со тоа што генерално квадрицепсот со сите три негови глави најмногу се активираат тука во ова движење. Океј, следно. Совет за секој почетник е дека на почетокот треба да му се даде не повеќе од 2 серии, затоа што пред се работи цело тело. 2 серии ќе биде сосема доволно, бројот на репетиции најчесто се одвива од 8 до 12. Добро, морам да прекинам, се извинувам. Како рековме минатиот пат дека овој број на повторување 8 до 12 кога работиме до отказ, тогаш што трансформираме? Издржливост. Така рековме? Па ја не бев присутен на минатиот час. Па не рековме така. Ако се работи 15-20 репетиции плюс, вајда се работи издржливост, ако е од 8 до 12 хипертрофија. Па се, видиш, вајда. Не вајда, ако се држи репетициите од 8, па у некои случаи до 15 се работи хипертрофија, ако е 20 плюс е веќе издржливост. Многу е на почетник 15, ки избега нема да сака да дојде. Нема проблем за тоа. Можете му дадете и 20 без тежина. Значи не е никаков проблем. Да. Тука е умешноста да се најде тежината според тоа како тој ја покажува експресијата за напор и слично да најдете да биде на почетокот многу лесно. Целта ми беше 8 до 12 повторување дека се работи за хипертрофија. Точно. Доколку работите до отказ, доколку не работите до отказ, тогаш апсолутно не се работи за хипертрофија. Вие ако можете да направите 25, а работите 8 до 12, тогаш мускулот не го ставате во мод на раснење или на хипертрофија или во мод на бодибилдинг или растење, нели, бодибилдерски режим, туку го загревате само. Добро, супер. Али тоа значи дека треба секој пат да работиме до отказ или треба у резерва да оставиме барем 3 повторувања? Па видиш, Антонио, треба да си ги слуша сите предавања. За ова минатиот час разговаравме многу на оваа тема и затоа ве мотивирам да ги следите сите теми. Точно, вежбите ќе повторам уште еднаш за силови способности или вежбите за сила се изведуваат до отказ. Сем кај оние за издржливост. Затоа што ако можете да направите 100 склекови или 100 чучнувања, малку ќе биде проблем ако ги работите до отказ чучнувањата, може да се случи да направите стаза мускулна на крвотокот, па да не доаѓа крв до глава и вежбачот што вика Љубомир да падне во несвес. Значи многу треба да се внимава со некои вежби кои се работат во голем број на повторувања. Но максимална сила, ја рековме 1 до 3 до отказ. Хипертрофија до отказ. 15, 20, 30 повторувања, склекови, такви вежби со сопствена тежина до отказ. Треба, инаку нема трансформација. Згибови до отказ. Океј. Може? Понатаму? Почелно е 2 дена да се даде, значи, цело тело од секоја мускулна партија по 2 вежби, да се даде 2 серии, 2 дена по 2 серии, 8 до 12 повторувања, 2 дена по 3, 2 дена по 4. После тоа се прави посебна програма според вежбачот што сака да постигне со своето доаѓање.
доколку вежбачот и покрај тоа што сте му ставиле помала килажа и ете и репетициите биле помали дури од 8 на некои вежби, наредниот ден доколку дојде или било кога, ако има воспаление, тогаш нема потреба да се форсира на 3 серии или на 4 серии. Може да се остане на 2 серии, пак ќе има ефект. Кога ќе се помине тој дел, тогаш може да се отиде на посериозното. Океј, супер. Завршуваме тука, Љубомир? Да, толку. Ви благодарам на сите. Се надевам дека ви се допаѓа. Фала и на тебе. Фала и на тебе. Фала колега, супер беше. Одлично. Само ќе ми вратиш уште малку скриншер, се извинам. Да. Љубомир, супер. И овде сега навлеговме малку и во еден друг момент, исто и со колегата Никола, во дозирање, што во принцип не е наша тема сега, но како да го работиме нели во циклуси, но и јас ќе го споменам понатаму, а и еве супер, може да видите дека треба да се планира тренингот или вежбањето. И сега убаво кажа од почеток загревање, вежбите ги одбра кои се, колка број на повторување, но јас сепак имам нели тука дилема. Например, зошто мора постојано да биде 8 до 12? Не мора. Може да биде 20, може да биде комбинација на вежби. Сега ние се договоривме со Љубомир дека ќе бидат овие вежби за да ги видите како изгледаат на вежби на справа, во класична теретана како изгледаат, инаку можете да комбинирате вежби на справи, без справи, со сопствено тежина, со сопствено тело, значи со отпор на партнер, на ластик, на било која справа. Но поентата е дека може да биде тоа шарено лико кога се изведуваат. И да, ова е класичен вовет во бодибилдерски тренинг. Затоа што и бројот на повторувања кажуваат, кои се и all around тренинг, дека е на почетокот и изборот на вежбите, така да апсолутно се сложувам, ова е класичен бодибилдерски тренинг. Супер, имаме ли прашања некој за ова? Благодарам уште еднаш, Љубомир. Може да ми дозволиш да шернам јас? Јас имам прашање. Како тука вие зајакнале, мислам, кога веќе станува збор за кревање на тежина, нели треба да се работи малку и на половината, на тој дел за да се зајакне, за да се избегне повреда? Ако е до мене, тогаш јас ќе превземам, ако можем. Во овој дел, кога што се сеќавам, немаше вежби, например, за трупот. Точно. Ова се изолира, не знам дали имаше за медна мускулатура и за грбна, Љубомир, не се сеќавам. Мислам дека немав ништо ставено затоа што претежно до досегашно искуство мое во теретана како вработен, оваа програма дури некој пат тешка име, некои вежбачи дури не можат ни да ја довршат до крај, иако им се остава дури подолго време да одморат, некои сами знаат да си кажат им треба малце подолго одмор иако поминале 2 минути, така да претежно избегнувам на почетници да им давам вежби за стомак и општо за грбна мускулатура. Да, но например прашањето беше супер од колешката. Ако јас се прашам, тогаш мора да има вежби за медна мускулатура и за грбна, затоа што тука се особено еректор спина, мускулите кои што се околу ребетниот столб, тие се стабилизатори и таа паравертебрална мускулатура која што е однатре помага да се заштити од повреди, нели, и да има здрава мускулатура околу ребетот. Ребетот е најслабиот дел од стомашната мускулатура и ребетниот дел се некако најслабите точки. И би требало, се сложувам, би требало да се, доколку одиме сега нели во детали, како да се планира. Инаку, целта на презентацијата беше презентација на вежбите и изведување на вежби, инаку не се само овие вежби. Значи, имате енциклопедии за вежби во теретана за бодибилдинг. Комбинации, што да се прави, како да се изведува, која вежба да се вклучи, каква варијанта на вежба, зошто. Значи, огромен број. Овде беа извадени неколку десетина вежбички, кои што се на некој начин основни, но се сложувам дека треба да има вежби за трупот, затоа што едноставно мора да има за тој дел. А нели, Љубомир, може да се скрати на некоја друга вежба, например, лат машина не мора 2 вежби да се работат,
и особено кај почетници е добро да се вклучи цела мускулатура со по една вежба, па понатаму да се стави нешто друго, но повторно ќе кажам по трет пат, ова е програма која што е насочена за бодибилдинг. Значи, не знам со која цел се работи во вашата во теретаната или во салата, но ова е класична вежба за класичен тренинг за бодибилдинг, иако е за почетници. Но се учат вежбите и тоа. Некој друго прашање? професор. Да. Само ако одговорив, не знам. Некој друг? Да, Супер. прашав затоа што секогаш нели овој дел е најосетлив, рбот од половината. Потребен е тој дел да е зајакнат за да можеме барем сите други вежби да ги изведуваме како што треба. Апсолутно, тука може комбинации, значи гледате полето е огромно. Принципот е битен да го знаете. Кога треба да се вклучи, ако работиме all around тренинг или тоа е тренинг за цела мускулатура, треба да се вклучат сите мускули. Сега, како ќе ги допреме? Дали ќе бидат задржувања, оние планкови што ги изборуваше Никола, па за предна страна, задна страна и слично, и тие ќе ги заменат вежбите за грдната мускулатура и за мевната, или ќе дадете класични вежби, најчесто не се работат на справи вежби за стомачна мускулатура или за мевна мускулатура, работат ептен во бодибилдинг, каде што се спремаат за надпревари, сакаат да го шокираат мускулот со екстра напор, па тогаш се работи на некои специфични справи кои што навистина се напорни, но со обични вежби со сопствено тело, особено за мевната мускулатура, ефектот е голем. За грдните мускули, еве лат машината се смета дека е една вежба за грдна мускулатура, но може да има оние веслања на напред, значи влечења, роуинг, како ги викаат, и многу други екстензија во колк, нели? Со подигнување ние имаме тест за грдна мускулатура што не го изведувавме, го презентирав на првиот час. Таков тип на вежби апсолутно треба да се вклучат и тоа мене ако ме прашувате треба да се вклучат на секој тренинг, значи мевната мускулатура и грдната на секој тренинг. Бицепс може преку втор тренинг. Градна мускулатура може преку втор тренинг, но овие се основни. Така да супер беше прашањето. Океј. Нешто друго дали имаме? Прашање? Еве да констатирам дека ни требаше еден час да ги поминеме двете презентации. Така да, чисто да знаете нели, колку зазема време и супер ова за искуство да знаете кога презентирате. Дали ви е јасно што треба да направите за онаа тема за издржливост што ја зборувавме? Има ли некој што не му е јасно? Како да направите тренинг со континуиран метод за трчање и тренинг со интервален метод за трчање? Ако не ви јасно, прашајте сега, затоа што ќе зборуваме за ова наредната недела и би требало да го почувствувате, да знаете, ова е дел од практичните часови што ви го задавам. Имаме нешто прашање? Добро. Минатиот пат прашав дали има нејасни теми. Има ли нешто што не ви јасно од претходните теми, за да пробаме да објаснам или да се договориме за наредниот час, но би било добро да знам дали има. Може за следен час, професор. Океј, да ми најавите за што би сакале да зборуваме, за да исто јасно пример еве излечам. Пишете ми слободно. Океј? Важи. Може и на постот на Facebook кој ќе пратам, може и тамо да пишете. Професор, јас имам едно прашање. Ајде, Димитар. Ако може уште еднаш да повторите за апсолутна сила. Апсолутната сила е нешто што е поврзано со апсолут. Апсолут е нешто што е над нас, вака метафорички кажано. Значи апсолут е нешто што во религија Господ се нарекува апсолут, значи тоа е нешто што е над, крајно нешто, горе, нема над него. Сам ја спомнав религија само метафорички, инаку се однесува на сила која што се провоцира и е малку по-силна или повеќе провоцираме, повеќе неефикасна туку, повеќе енергија побарува од максималната сила. Значи, апсолутната сила
може да се добие со некои стимуланси, на пример електростимулација, па на пример мускулот можел да подигне во едно единствено движење, можел да направи да подигне 10 кг со електростимулација или со допинг, што ја не го препорачувам, нели може да подигне 11 или 12 кг. И сега нема да најдете вие тренинг за апсолутна сила. Но поентата зашто се спомнува е затоа што постои како појава, како феномен, постои дека ние можеме да кренеме 10 кг, но доколку најдеме мотив во себе, разбирате, значи не да седнеме да се молиме, ама и можеби молитва, да не навлегувам што значи молитва и слично, едноставно еве вежбиве што ги работевме за концентрација и за медитација, доколку најдете некоја сила во себе, тогаш можеби ќе можете да кренете и 1 килограм повеќе. Па на пример, еве повторно метафорички објаснувам, кревачите на товар успеваат да само се извинувам секунда. Кревачите на товар или рекорди, зошто рекорди во спринт се рушат на надпревари? Не тешко се рушат на тренинг. Затоа што на тренинг они имаат една покажуваат максимална брзина. Но кога ќе дојде екстра мотивација од надпреварот, од публика, од точно дозирање на исхрана, загревање и се, и колеги надпреварувачи кои што ги мора да ги стасаат или мора да ги преминат во многу подобри од нив на тренинг, не тренираат, Усеин Болт не тренира со вториот секогаш на тренинг, туку тренира сам. Значи кога ќе се склопат тие услови каде што може да покажете повеќе од она што е вашиот максимум и да срушите рекорд да направите, тога зборуваме за некоја апсолутна сила или покажување на некои апсолутни способности. Нели, инаку овој другиот дел нормално допингот го прави тоа, апсолутно е недобар, ја не го поддржувам воопшто, но теоретски морам да го спомнам дека постои таков вид на сила која што може да се прикаже. Димитар? Фала. Не знам дали доловив, ама тоа нема да се здржувам. Многу едноставно како подолба можете да го знаете и тоа е тоа многу повеќе на релативна и максимална сила ќе се задржиме. Моника, ако сакаш, може да го искористиш правото на прашање ако треба. Овој час нека биде ваков, ја планирав и нешто друго, но ќе го направиме тоа во четврток. Мојот дел што планирав. Сакав да прашам за издржливост, рековте ако може да прашаме, па Да, може да. да ни објасните пак. Што ја исто со работата не може сите часови да присуствувам, а и не знам ни во четврток дали ќе можам, пошто од сабајле работа. Ќе гледам снимка. Па да, снимката и објаснив, мислам дека пратив убаво објаснување на Facebook што треба да направите. Мислам дека објаснувањето го има на линк. И само да најдем уште еднаш. Значи треба да направите два вида на тренинг. Тоа едниот е континуиран тренинг, еве го линкот тука го има во мојот последен пост, мислам, на Facebook или предпоследен, не знам што сум пишал последно. Кога зборувавме за првиот час за сила и треба да направите континуиран тренинг или тренинг кој што е во непрекинат метод. Тоа значи 20 до 30 минути трчање со интензитет не повеќе од 150 до 160 очукување во минута. Може и помалку да биде тоа. Но битно е да не биде 130, 140. Значи да биде меѓу 140 и 160, на вас оставам. И сега малку е деликатно зашто вака го кажувам бројот на очукување, но ако сакате некој ако е способен, ако знае како да пресмета максимална срцева фреквенција, тоа е 220 минус број на години. Ајде уште еднаш. 220 минус вашиот број на години. Тогаш добивате ваша максимална теоретски пресметана срцева фреквенција. Може и да се запишете, ќе кажам уште еднаш. 220 минус број на години. И сега, ако ја најдете вашата максимална срцева фреквенција, на пример имате 20 години и тоа би било 220 минус 20, тоа е равно на 200. Тоа е вашата максимална срцева фреквенција. Од неја извадете 70% до 80%, тоа можете да се снајдете, тоа ќе биде вашиот интензитет, вашиот број на очукување на срцето кој што можете, со кој што треба да
работите или со кој што треба да тренирате. И сега 80% од 200 е колку? 160. Така? Мислам дека е така. 70% е 150. Мислам дека е толку, така? Да. Зашто се заблокирав ја сега. Кога ќе ја најдете, тоа значи дека срцето ќе треба да очукува 150 пати, 150 удари во минута. Сега, не можете вие да мерите, например, да застанете и цела минута да мерите, туку мерите на 10 секунди. И тоа вредност што ќе измерите на 10 секунди треба да ја помножите со 6 и тогаш ќе добиете колку е вредноста на срцевата фреквенција во една минута. Сега, кога да почнете да мерите? Значи, мерите, ако трчате континуирано, мерите после 5 до 10 минути еднаш, за да знаете отприлика со кое темпо треба да трчате. И пробајте да се слушате, за да можете да видите, нели, сега после 10 минути ќе проверам, се извинувам уште еднаш. Морам да се извинам. Зошто правиме на 10 секунди? Затоа што ако мерите на една минута, број на очекувања, тогаш за една минута ќе се намали вашиот интензитет на трчање, мислам очекување на срцето, ќе се смири и нема да имате реален показател. Прочитете го овој текст, мислам дека е добро објаснет и ако после читањето не е јасен, повторно прашете, ќе да објаснам на следниот час во четврток. Кога зборуваме за срцева фреквенција, доколку имате монитор на срцева фреквенција или пулсметар, нормално користете го него, затоа што тој најчесто мери на 5 секунди, па не мора да застанувате и да мерите на каротидна артерија или на дланката, таму каде што може да го почувствувате срцето, очекувањата на срцето, туку имате монитор на срцева фреквенција и со него регулирате, значи едноставно ќе погледнеш, знаеш колку е. Затоа и тоа е функцијата на мониторот на срцева фреквенција. Тоа е за континуиран метод. Значи работам 20 до 30 минути континуирано трчање. Поентата е да го проверувате очекувањето на срцето, затоа што тоа не е интензитетот, тоа не е мерката колку силно. Ако ке силовиот тренинг ни е мерката дека треба да отказ да направиме и колку број на повторувања, значи веќе имаме граници, тогаш кај издржливоста ова ни е срцевата фреквенција, ќе видиме зошто е срцевата фреквенција таа која што ни дава со кој интензитет треба да работиме. Кај интервалниот тренинг работиме интервално, значи работам интервал на трчање, интервал на одмор. Интервал на трчање, интервал на одмор. И сега можете да направите интервален тренинг, јас сум пишал овде од 3 до 4 минути, може да биде и од 2 до 4 минути, не е никаков проблем. Под 2 минути не го сметаме за интервален тренинг, ќе ви објаснам и зашто. Сите интервали да бидат со исто време траење, значи или 2 минути, или 3 минути, или 4 минути. Тоа е целта. Повторно пробајте после секој интервал, кога ќе застанете 10 секунди, проверете дали сте трчале во зоната која што треба да имате. Сега, зоната кај интервалниот тренинг треба да е повисока, треба да е над 90% од вашата максимална срцева фреквенција. Сега не прашувајте зошто, ќе разберете на часовите по издржливост. Зошто на 90%, тамо ќе објаснам. Сега само пресметете колку е 90% од максималната срцева фреквенција за вас. Би требало да е над 180 очекувања. Мислам дека така од 200, кој извадите 90, тоа е 180. Над 180 очекувања треба да имате кога ќе го завршите интервалот. Но имајте во предвид дека првата минута треба да влезете во таа брзина или да влезете во таа срцева фреквенција што ви е потребна и после да издржите, да ја држите таа срцева фреквенција. Доколку после првиот интервал гледате дека не сте стасале до тамо, до 90% или над 180 очекувања, нека бидат над 170, ајде за почеток. Нема да има ефект, ама чисто методски да ги разберете. Тогаш на следниот интервал пробајте да се вметнете во, значи да забрзате. Ако е многу високо, ако е 200, намалете. Целта е да пробате за време на интервалите да се наместите. Доколку имате монитор на срцева фреквенција, тогаш нормално го користите него. И тој точно ви покажува со која срцева фреквенција трчате. Професоре, одморите колку треба да бидат, колку долги треба да траат? Затоа е убаво да прочитате се
Затоа што еве овде пишува за времетраење од прилика од 1 минута. Или да го проверите, да ја проверите срцевата фреквенција да падне на до 120 очекување. Кога бројот на очекување ќе се спушти 120, значи да, молам и другите прашања, имајте прашања, мислам само не е ова кон Моника, ова е кон сите. Очекувам да има многу прашања за сите теми, така се договоривме. Ама пробајте да ги изгледате видеата и да ги слушнете насоките, да ги прочитате и тогаш би требало да биде јасно. Барем се трудам да ги доловам комплетно, како што треба. Одморот после секој интервал треба да биде 1 минута или срцевата фреквенција да се спушти до 120 или 130 очекувања за минута. Значи, после, од кога ќе застанете со интервалот, причекај 30 на 40 секунди, измери колку е 10 секунди. Ако е 140, причекај уште малку, повторно измери. Кога ќе видите дека имате 130 очекувања во минута, значи мерам повторно на 10 секунди. И сега, ако сакам да стасам до 120 срцева фреквенција, тогаш во 10 секунди колку удари треба да избројам? 12. По 6. Да не се 20. За 10 секунди ќе треба да измерам 20 удари, така? Затоа што 20 помножено со 6 ми дава 120. Така, 10 секунди во 1 минута имам 6 пати по 10 секунди. Што значи, ако сакам да ја чекам срцевата фреквенција да ми падне на 120, тогаш треба за 10 секунди да измерам 20 очекувања. Ако сакам да стасам до 180, тогаш за 10 секунди колку треба да имам? 30 очекувања. И сега ова е многу релативна работа, но е добра да ја пробате, инаку ако се прашувам, јас треба да имате сите пулсметар. Дали факултетот ќе го даде, дали вие како ние на факултет имаме 20 Power Pulseметри, кои што со апликација на телефон сите може да ги користите, но ете не можеме да го пробаме тој дел. Затоа кажуваме нешто што е како метод добро и може да се користи за контрола, не како вид на основна контрола на тренингот. Едноставно ние преку палпација на пулсот на срцето во зоните каде што може да почувствуваме на телото, тоа е најчесто каротидна артерија или сулкусна радиална артерија, значи на дланката, со раце покажувам, со два прста, тука може да се почувствува, може да се почувствува на ногата, исто така, во делот на препоните, значи таму каде што има површински артерии, па може да се напипа пулсот на срцето, тогаш може да искористите ваков метод за да проверите со кој интензитет трчате. Значи, уште еднаш, имаме континуиран метод, 20 до 30 минути, без престан. Нормално, внимавајте, нема да се повредите, големи луѓе сме сите, возрастни, полнолетни, доколку не ви е денот за трчање, не трчете. Доколку не се чувствувате дека сте во добра здравствена состојба, не трчете. Значи, не треба да направиме белја некоја. Првиот е континуиран метод на тренинг, вториот е интервален метод на тренинг. Овој файл е споделен на Facebook во последниот мој пост. Океј? Ви благодарам. Супер, и ве мотивирам, супер се прашањата, е добро да дискутираме за ова. Имаме ли некои други прашања? Слободно, затоа што ја моите теми што планирав да ги изведам, сепак ќе ги задржам за наредниот пат. Тоа ќе биде во четврток, така да може да искористиме уште некоја минута, нешто доколку има нејасно. Професоре, ако не успееме згибови женските? Кога почнав јас да ви зборувам за згибови? На почеток на семестар. Да. И ви кажав, ви најавив дека тоа е тоа. Ова е школа, се. Значи, моето искуство кажува дека 90% од колешките нема да може да направат згибови. И 90% од колешките не може да полагаат теоретски дел во јуни. Зошто? Затоа што никој не се спротистави на договорот кој што ја го предложив на почетокот. Така да пробајте да направите нешто. Ви посочив и како.
Еве ќе го искористам тој дел повторно на првото предавање и на второто на почетокот ги има. Овие насоки. Секој ден да пробувате да направите колку што можете. Не можете да направите еден згиб, ама можете да пробате да направите еден згиб. 4 пати да пробате, 5 пати да пробате. Во еден ден. Следниот ден пробајте повторно. Следниот ден пробајте повторно. Ке имате можеби воспаление мало. Направете пауза еден ден, после вториот ден направете пауза. Но ако имате континуитет, тогаш ви гарантирам дека за 3 недели ќе успеете да направите еден згиб. И сега, наставата почна во февруари, колку време помина, до сега ќе успеевте да направите 10 згиба. Затоа што некако прогресивно расте силата кога веќе ја имате основата. Но еве да кажеме дека можете до 8 до 6 тамо јуни да почнете денеска, сега, кога ќе заврши часот, 8:30, да почнете сега да работите. Излезете надвор, најдете гранка на дрво, најдете оние за тресење теписи. Што уште може да се